Младите чекаат да појдат на психолог и по 2 месеца. Потребни им се бесплатни советувалишта. Неопходно е да се исполнат барањата за достоинствен менструален циклус и за одржување на менструалната хигиена. Наставниците и професорите порачуваат да се има разбирање при заклучувањето на оценките на основците и средношколците. Здраво на сите, добре дојдовте во 39-тото издание на Вестите за млади. Јас сум Ангела и денеска ќе ви ги представам најважните случувања од изминатата недела. Почнуваме веднаш, ова е шорткат. Учениците и студентите во државата мора да имаат бесплатни психолошки советувалишта, каде што ќе разговараат за нивните проблеми, за она што ги тишти. Ова е заклучокот од онлайн дебатата организирана од Фондацијата Метаморфозис на тема Менталното здравје на младите по ковид пандемијата, која се одржа во петокот. Професор доктор Драгана Батик од Факултетот за безбедност кажа дека кај нас младиот човек кога сака да појде на психолог, мора да плати за тоа или да чека термин на мој термин. Студентската не е воопшто покриена. Каде се деца кои што не се ни ваму ни таму, кои што работат, кои што не студираат, например, иако ние имаме, нели, доста луѓе студираат, кои што нешто заглавиле со студирање и така натаму. Значи, по мене, според мене ме интересира, еве јас сега сакам и дискусија околу ова, нели, да покренам. Според мене, најдобро би било да се, без оглед на тоа дали ќе биде тоа под Министерство за здравство или под општина или така, да имаме советувалишта кои ќе бидат во рамките на одредени општини. Според наоди до кои таа дошла, 80% од студентите имаат анксиозност, а 20% имаат изразена анксиозност. Секој втор студент покажал знаци на травматизација предизвикана од ковид пандемијата. Николина Ивановска-Котевска, професорка по психологија во гимназијата Никола Карев и Георги Димитров, кажа дека на речиси 90% од средношколците ковид пандемијата влијаела негативно. Таа истакна дека стравот кај децата не бил насочен кон себе, туку кон нивните најблиски, кон нивните повозрасни членови во семејството. Учебната година заврши во март 2020 година. Децата ги распуштивме и ние до крајот на учебната година не најдовме решение како да ги собереме учениците за да продолжи наставната година. Таа кажа дека училишните психолози се оптоварени со административни обврски и дека еден психолог не е доволен за 1000 ученици во едно училиште. Иако живееме во современо општество, за менструацијата, која се смета за прв знак за плодноста или половата зрелост, се уште се зборува во кодови кои се потребуваат уште од минатиот век. Милиони девојки и жени не се во состојба да управуваат со својот менструален циклус на достоинствен, здрав начин. Од таа причина, 28 мај се одбележува како Светски ден на менструалната хигиена. Какви промени се потребни кај нас за достоинствен менструален циклус и за важноста за одржување на менструалната хигиена, погледнете во прилогот во продолжение. Во последните неколку години, светското движење Ден на менструална хигиена повикува време е за акција и инвестирање во менструалното здравје и хигиена како крик за дејствување, за да се создаде свет во кој никој нема да се дискриминира за тоа што има менструација. Кај нас, податоците од истражувањето на невладината организација Teeth Inc. говорат дека повеќе од половината девојки и жени се чувствуваат нечисто додека имаат менструација. Но, земајќи предвид дека живееме во 21 век, дали би требало да биде така? Значи, прво ние како Сдружение на гинеколози и обстетричари, сакаме да што повеќе нашите жени бидат едуцирани за сите состојби поврзани со женското здравје. Нормално тука доаѓа и прашањето на менструацијата. Меѓутоа, кај нас многу малце се допира до емотивната компонента на сите состојби кои што може да ги пратат и на во еден дел на, да кажеме, превентивните работи кои што може да го заштитат женското здравје. Во однос на менструацијата, значи е многу битно да тоа се доживува како нешто што е нормално, нешто што е показател дека таа женска личност, да кажеме, таа личност е всушност нормално функционира, има матка,
има јајници, тие нормално функционираат. Професор доктор Тофоски ја нагласува потребата за достоинствени услови за одржување на менструалната хигиена како важен сегмент во зачувувањето на здравјето на матката како репродуктивен орган, за да може во одреден период од животот да се планира бременост. И најчесто сега во светот се користат плошки за менструацијата. Меѓутоа нивната цена сите знаеме дека е доста висока, па сега се трудат луѓето на секој начин да ова на некој начин достоинствено собирање на менструалната крв им се овозможи на сите луѓе. Средства за достоинствен менструален циклус веќе извесен период добиваат студентките и ученичките во Шкотска и Англија. Во Косово во 2018 година, за време на едукативно-хуманитарната кампања No More Limits по повод 28 мај, бесплатни влошки добија сите засолништа за жени жртви на насилство низ земјата. Сега, ова неопходно средство го добија студентките од Приштинскиот универзитет и студентскиот дом во овој град. Но кај нас, иако активистките од Tit Inc. уредно ги доставија препораките и барањата за конкретни дејства за да се намали менструалната сиромаштија до надлежните институции, со месеци нема позитивен одговор од нив. Ние лани видовме дека е донесена одлука во рамки на Советот на град Скопје за обезбедување на бесплатни средства за менструална хигиена во средните училишта во главниот град. Меѓутоа, еве, поминаа 5 месеци, ние до сега немаме видено како се спроведува таа политика, како се имплементира, кои се производите кои што се набавуваат. Покрај обезбедување на бесплатни влошки, активистките побараа и овозможување на достоинствени услови за одржување на менструална хигиена во јавните тоалети, а и намалување на ДДВ-то од 18 на 5% за менструалните производи. Во отсуство на реакција на надлежните министерства, тие своите барања уште еднаш ги кажаа во понеделникот на мирен протест пред Министерството за финансии. Во 2021 година за 70% е зголемат бројот на вагинални инфекции поради недостапност до соодветни производи за управување со менструалното здравје. Тука сме да разбиеме менструалната стигма. Не, менструацијата не е срамна. За тоа колку е важно остварувањето на овие барања, како и вклучување на менструалната хигиена во Националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје, според доктор Тофоски, говорат последиците кои се случуваат во недостаток на соодветното одржување на менструалната хигиена. Може да настане инфекција на надворешните гениталии, може да настане инфекција на внатрешните гениталии, па некогаш дури да се пренесе и на оној дел кој што е битен за понатамошното функционирање, односно за раѓање на децата, односно да биде како причина за инфертилитет, односно може да биде причина и за појава на посериозни заболувања во женскиот генитален тракт, односно појава на тубооваријални апцеси, кои што се, да кажеме, можеби најсериозната компликација од сите овие инфекции, инфективни причинители кои што може да ги предизвикаат во женскиот организам. Во овој период од годината, основците и средношколците имаат тестови и испрашувања по речиси сите предмети, после кои нивните наставници и професори треба да им ги заклучат крајните оценки во дневниците. Наставниците и професорите велат дека при заклучување на оценките на учениците треба да се имаат предвид сите случувања на кои беа изложени самите ученици, нивните родители, но и професорите во изминатото полугодие и за време на ковид пандемијата. Татјана Алексик, професорка по македонски јазик во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин, вели дека сите заедно тие поминале 3 години во нова реалност и било ирационално да се држиме до принципи на објективност и реални оценки. Низините ученици добиле оценка повеќе од неа, но извинување кон оние кои реално ги заслужиле петките. Оценување периодов има и во основните училишта, а наставничките велат дека најтешката задача за еден наставник е реално и праведно да ги оцени учениците, бидејќи оценувањето е склоп од повеќе различни фактори. Наставниците и професорите потсетуваат дека заеднички во изминатава учебна година поминале тежок период со доста изгубени часови за кои децата немаат никаква вина. На крајот од денешната емисија ве информираме дека во саботата во просториите на јавна соба во Скопје се одржа Нихон Джи фестивалот, првиот наедно и најголемиот фестивал за јапонска култура од овој тип, кој досега е организиран на нашите простори.
Nihon G во организација на Japan Net MK прикажа повеќе аспекти од јапонската култура, вклучително литература, хаику поезија, кинематографија, музика, архитектура, боречки вештини, гастрономија, мода и поп култура, односно аниме, манга, косплей и видеоигри, со цел да го пренесе совршениот микс на традиционалното и модерното од Јапонија во Македонија. Во рамките на фестивалот се представија над 20 уметници и илустратори, 3 модни дизајнери, 7 хаику поети, 4 диџеи, професори, критичари, технолошки експерти, околу 48 геймери, љубители на стратегиски игри и бонсаи градина. Ова беше последната вест за денеска. Довидување до следното издание на Шорткат. Во меѓувреме, информирајте се преку рубриката за млади ЦТРЛЗ на веб сајтот на Мета МК, а следете ни на Инстаграм и ТикТок. Чао!